Значи, наставната содржина за денешниот час е изработена интерактивна, едукативна содржина, што ние ќе направиме денес. Во текот на месец мај, значи кон крајот на месец мај, со учениците од пето одделение планирана е реализација на еден тест по информатика за сите наставни содржини кои што ги изучуваме. Но подготовката на еден таков тест воопшто не е едноставна. Мене ми недостигуваат прашања од темата составни делови на компјутер и дали вие би можеле да ми помогнете да составиме прашања за темата составни делови на компјутер? Секако. Секој од вас што треба да направи? Треба да состави тест вокал за оваа тема, кој би се состојал од 10 прашања со повеќе член избор. Повеќе член избор значи имаме понудено повеќе избори и тој што се тестира треба да го одвери истиот, односно точниот одговор. За секое прашање треба да имате вие понудено 4 одговори и после одговарањето треба да добиеме резултат точно или неточно. Значи, доколку ученикот, да речеме, одговора на прашање кој што точниот одговор е по да и доколку напише А, одговорот да се даде точно, доколку било кој друг одговор го понуди да се напише неточно. Потоа вашите прашања би ги скомбинирали и би добиле потребен тест за учениците. Значи, како треба ова да го направите? Треба да истражувате на интернет, користејќи ги посочените ресурси, кои што се однесуваат за составни делови на компјутер, да ги проанализирате информациите и да составите прашања. Ги внесуваме прашањата заедно со 4 понудени одговори во документ вокал, ја користиме логичката функција ако, која што ни дава вредност точно или неточно, го зависи од одговорот кој што ќе биде внесен, и на крај треба да напишете функција за автоматско собирање на купниот број на точно одговорени прашања. Значи, колку прашања од 10 се одговорени точно. Внимавај, провери исправноста на внесените функции. Значи, дали се она што е внесено во функциите ви е точно. На крај прикачи го документот на твојот блог, за да може да го провериме јас и другите ученици, за да ги избереме најдобрите прашања на тестот. И немој да заборавиш да го опишеш твојот процес на изработка на документи. Значи, што е она што сте направиле, како сте го направиле тоа, што е тоа што го научивте со изработката на оваа задача. Потоа јас и другите ученици не ќе го провериме вашето блог, вашите изработки, ќе ви оставиме коментар и на другите часови. На овој начин не само што ќе извеждате поставката за креирање на квизови со контрола на одговорот, користејќи ја логичката функција ако, туку и може да извршите само оценување на вашиот напредок според следниот инструмент. Значи, прво ги прегледуваме ресурсите. Кликате на понудените ресурси